Тоа беа и првите вести, а сега почнуваме со студискиот дел, со разговорите во студиото, како што кажав, Иван Пешевски од ССМ, Сојузот на синдикати на Македонија, денеска мој прв гостин. Пешевски, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Денеска имаш турбо ден, не само ти или вие, туку цело раководство и сите што сте организатори на некој начин на протестот. Најпрви ни за вас добро утро, поздрав до гледачите и благодариме на можноста да кажеме што се не очекува денес и нас и граѓаните. Така. Неколку дена поред телевизија 24 па и останатите медиуми ве следиме вашите активности, вашите подготовки за големиот протест. Да почнеме од почеток. Хронолошки да идеме. Зошто денеска и зошто сега протест? Зошто не пред нова година? Тоа е многу интересно што голем дел и од синдикалци дури рекоа не е сезона на протести, па ние се прашуваме кога е сезона, дали треба да е топло, да грее сонце, да гледаме метеоролошка станица. Мене ми беше прашено што ја прели чашата. Не време како се прашувам лично како веќе 15 години во органите и телата на Сојуз на синдикати на Македонија, одамна прелеани и овој народ треба да е секој ден, цел ден на улица, ако сака достоинствен живот. Чашата не е прелеана во месец јануари, меѓутоа сега од месец јануари почнуваме со низ за протести, што рековме не се избегнува можноста ако немаат слух владата и работодавачите да премине тоа во генерален штрајк како во јавен така и во приватен сектор и тоа да биде прва активност после 35 години самостојност на една држава, имајќи во предвид дека се глуви до ден денес и работодавачите и владата. Забораваат некои луѓе дека и на претходната влада 7 години протестиравме и штрајкувавме, па сега нагло демек сме почнале со протести и штрајкови. Едноставно бевме фер да дадеме шанса на еден социјален диалог кој што требаше да изгледа културно и да биде надпревар таму со аргументи и факти, а не со дневни политики на одредени представници на власт. И цело време некако сме напаѓани како само ние да бараме, а луѓево да не бараат. За таа цел направивме многу математики, направивме многу анализи, не е само синдикалната потрошувачка кошничка, видовме како се движат цените наспроти платите, видовме дека македонскиот работник тоне во сиромаштија и повеќе социјален случај него работник, видовме како 66.000 денари не стигнуваат за да се преживее месец од дома. И за таа цел, покрај сето тоа што беше како аргумент и податоци собрани, пак ќе нагласам, не само како вработени во Сојуз на синдикати на Македонија, туку Народна банка, Управа за јавни приходи, Државен завод за статистика, сублимиравме дека ниту се затвараат фирми, ниту осиромашија нашиве газди, ниту владава покачи 2 години плата и тоа ја прели чашата да сите аргументи се на наша страна. Направиме анкета, работниците речат време е за протести и штрајкови бидејќи немаат слух дефинитивно милом да дадат зголемување на платите и повеќе од мизерно е да чекаме секоја година месец март за 1000 до 1500 денари имаме усогласување на плати, а не зголемување. Доколку немаше таква инфлација, нефер трговски практики и како сакате кажете гова поскапување на животот на македонскиот работник, сигурно немаше да ни текне да организираме протести и штрајкови затоа што ние така сме се собрале како што павото никој не бега. Така е. Најмал проблем се нагласувам тие 5-10 луѓе во Сојуз на синдикати на Македонија кои што ги креираат политиките, туку едноставно и ние имаме притисок од работниците да направиме нешто што навистина е сликата на терен повеќе од понижувачка спрема нашите работници. Затоа и ве избрале, претпоставувам, така? Да, нашето членство кое брои преку 68.000 членови се сведе да се работници кои што се наизменично јавен приватен сектор, а истражувањето покажа дека 73,3 се под просечна плата. И сега велиме, кој треба да работи за просечна плата во државата, кој за минимална, кој за максимална. Ако може да имаме избрани именувани функционери, министри, пратеници со онакви примања, избрани од народ и од друга страна народ со 200.000 статистички кои што се на прагот на сиромаштија и се со 200 денари на ден, односно до 37.500 плата, тогаш прашањето е да се одземе комодитетот и на тие што ја водат политиката и газдите, да дадат дел од нивниот колач на работниците и сите да живееме среќни и задоволни. Не се согласија сите да бидеме на минимална плата, имајќи во предвид дека имаше изјави дури ако им се намалат нивните плати, они ќе дадат оставка. Ние велиме ќе собереме и подписи тоа да биде легално преку собрание, дајте конечно еднаш оставка и не ја водете државата ако сакате вие да имате 3000 евра плата, а работников 400 евра плата и да го убедите дека е добро. Од друга страна, слушаме изјави од владени представници, па дури од премиер, дека сме трета, четврта економска сила, а ние буричкаме по контейнери. Значи, ако сме трета, четврта економска сила, дајте да видиме дека тоа навистина е така и 600 евра дури е и мизерно барање за минимална плата или плата достојна за живот. Но интенцијата на кошничката и законот за исплата на минимална плата беше таа да биде
основица по која ќе се пресметуваат останатите плати, а не после репер. 10 години ние сите да ги доведеме на минимална плата. Тоа што не се усогласувале колективни договори во јавен сектор си е крива самата држава, односно владата, затоа што она е работодавач на 138.000 вработени во јавен сектор, кои што нудат јавен сервис за сите граѓани. Приватниот сектор со скоро 380.000 вработени не може повеќе да го издржи притисокот на давачки, на даноци, на така натаму и велат доста е дајте во нашиот джеб да се слеат повеќе пари во нето плата, отколку тоа да биде све после работно време или работа на црно или плата во плик и така натаму. Едноставно притисокот не е само од еден сектор или од една дејност. Запрете муавет со било кој вработен, дали е тоа дејност култура, здравство, образование, војска, полиција, ќе видите дека многу луѓе се на минимална плата и многу се далеку под просечната. Затоа можеби треба да пресметуваме или работен час колку вреди или медијална плата, па да видиме дека повеќе од 75% во државава се на плата не поголема од 500 евра. И тоа е една мизерна статистика и состојба на македонскиот работник кој што, како што видите вие, прелило чашата да денес биде само еден масовен протест после кој ќе покажеме колку пак ќе бидеме на улица, какви блокади спремаме, какви штрајкови во одредени институции или генерален штрајк на ниво на цела територија, за да конечно ја освестиме владата, а не владата да не гледа како политички опонент или да кажува како ние сме политички обструирани од други партии, што не ни е нас јасно во Сојуз на синдикати на Македонија, но едноставно да го слушне гласот на работникот преку нас, гласот на народот, дека не се живее со овие плати во државата која што сакаме да ја градиме и сакаме да ја зачуваме. Да беше како што кажуваат они, реалната слика, онаква, дека супер се живее, дека по куповна моќ сме не знам која земја, немаше да имаме живот на еден работник сведен на 2-3 најевтини маркети и на 2-3 аптеки. Луѓето се одамна откажани од луксузи. Затоа спакуваа куфери и си отидоа не само млади, туку цели семејства. Затоа останавме без квалификуван кадар, мајстори, градежници, било кој дури не е веќе прифатлив ни јавниот сектор некој да влезе да работи, а камоли па во приватен сектор вие да работите во некоја тешка индустрија или трудоинтензивна дејност и на први да добиете 25.000 денари плата. Плата што не ви стига до 10 во месецот, а камоли до другиот први. За сметки. Протестот почнува пред зградата на ССМ во 17 часот, потоа имаме маршрута. Потоа се движиме пред собрание кај народните избраници да слушнат уште еднаш за последен пат дека оваа опомена може да ги чини нив на вистина многу, не само да даваат популистички поддршки да велат да тешко се живее, ако тешко се живее, бидете и вие на таа плата, бар да немаме инфлација од вашите плати, а не од работничките плати како што велат. Маршрутата продолжува пред стопанските комори, организација на работодавачи, да ги подсетиме дека треба да продадат секаде ќе има говори. Секаде ќе има говори, секаде ќе ги истакнеме барањата и она за што сме на улица и после стопанските комори пред владата, бидејќи според нас клучен играч во севкупната работа во социјалниот диалог е владата. Не може владата да биде арбитар помеѓу работници и работодавачи. Не може и не смее да се дозволи да ја префрлите топката да се договорат работник и работодавач. Никогаш нити се договориле, нити па некаде во друга земја се договориле. Не е тоа ни демократски чин, ни билатерална соработка, ни ваков диалог, онаков диалог. Никогаш газдите на своја волја не покачиле плата. Туку само чекаат што помало да биде тоа усогласување во март. Доколку не им брснете во джебот на сила, да се откажат дел од нивниот профит, да го вложат во делот работници, никогаш нема да дадат они. И затоа владата не смее да бега од таа одговорност, бидејќи самата е работодавач на голем дел работници. Доколку се притиснат овие работодавачи што крвта ја пијат на македонскиот работник на назад години, може да очекуваме подобро утре и за работниците во приватниот сектор и за работниците во јавниот сектор. Властите не сакаат да ги покријат барем дел од трошоците за придонеси. Имате направено пресметка колку би чинело таа? Математички? Последен пат кога направивме пресметка, видовме дека македонскиот работник, знаете колку е продуктивен, помеѓу 5 и 10.000 евра во нето добивка за работодавачите. Затоа ние, се извинувам, годишно. Затоа ние нема што да правиме пресметка колку ќе ја чини државата нешто, кога самата држава вели што и да се договорите, тоа повеќе пари ќе има за нас и ќе може да сервисираме. Од друга страна, никако не дава зелено светло према работодавачите да ја зголемат платата и покрај тоа што може да ја зголемат и цело време кругот се врти на грб на работникот. Пресметките... А колку го чини работникот еден газдата еден работник? Ако 10.000 заработува за него, колку, што вели пресметката,
колку изнесува платата на работникот? Платата на работниците ја видовме и преку управа за јавни приходи и према статистика. Околу 2000 евро. Не, околу 50.000 денари во бруто се најголемиот дел од работниците што земаат плата. Тоа е повеќе од мизерно. Ние не велиме да субвенционира владата, не велиме тоа да биде само на трошок на владата. Едноставно од приватниот сектор луѓето треба повеќе да вложат во работниците, во бруто платите, повеќе ќе добијат на крајот на месецот во нето плати работниците и така може да купиме социјален мир и малку да обезбедиме подостоинствен живот, без при тоа да се вадиме дека ако пораснат платите ќе порасне инфлацијата. Инфлацијата расте 2 години поред, а платите не мрдна. Значи инфлацијата не расте од работничките плати и тоа сме го докажале. Не ние, статистика. И сите параметри кажуваат дека ниту инфлација, ниту ќе се затворат фирми, ниту работници веќе бидат понезадоволни. Меѓутоа, ако ги плашате властите, делот, функционерите, делот, вашите колеги синдикати, велат дека платите растат во Македонија за 9%, за 10%. Тоа е многу жално, многу трагично и многу како што велат, ниско. Вие гледате една статистика, ние гледаме друга статистика, бројките растат. Тоа е нешто, верувајте, во кое што се бориме во моментов да ги убедиме прво колегите синдикалци дека мизерно се живи и дека нивното членство им се смее во лице и дека од ден во ден не знаат како повеќе да се оградат од такви изјави и од такви синдикалци. Ако добро пратите, а верувам дека пратите и вие македонската јавност, во моментов освен Сојуз на синдикати на Македонија никој друг не се бори за поголеми плати, ама буквално никој. Само се лепат одредени политички елити или партии, како даваат подршка, ние велиме бегајте, тргнете ги рацете од работниците, затоа што сме видели и вие во минатото колку ги зголемувате платите и колку е задоволен од вас македонскиот работник, така што ниту е ова популистичко барање, ниту е политичка пресметка, туку е прашање на гол опстанок на еден работник. Се повеќе доаѓаат во Сојуз на синдикати на Македонија пријави како се кршат работничките права, како не се исплаќаат редовно платите, како во јавен, така и во приватен сектор, како на се крати, дали е тоа мина труд, јубилејна награда за одредени додатоци на доместоци кои што ги обезбедил Сојуз на синдикати на Македонија, а од друга страна некој вели, тоа што вели владата и работодавачите во рете, никој не ќе да даде дел од својот колоч. Меѓутоа синдикалците кажуваат дека се почитуваат во јавен сектор колективни договори и дека се луѓето задоволни е повеќе од ниско, мизерно и навредувачки према тие вработени. Еве ја ќе ви кажам, одете да видите колку се на минимална плата во едно Министерство за внатрешни работи. Дека ако не се тие додатоци на плата, луѓето се под минимална плата. Што ги имаат и... Видете ги по болниците, не се сите доктори. Ајде да ги прашаме сестрите, хигиеничарите која плата земаат. Да одиме во дејност култура, да одиме во водостопанство, пошта на 25 зема плата. За каква држава станува збор, за каков сервис? Дали не е срамота да после сите тие работи што ги гледаме, ние се фалиме дека сме економска сила и дека се е редовно и дека со тие плати што ги земаме супер се живее. Повеќе од мизерен е животот на македонскиот работник. И тоа наназад години јавно и гласно го кажуваме како превентива, како синдикат кој што треба да седне да договори достоинствен живот и плата за работникот, а не да се прикриваме сега дека ова се некакви борби за личен интерес или не знам што. Има закани по работниците за вечерашниот протест? Да има доста закани, има доста прекини, има доста закажани други работи што не може да ги донесе во Скопје работниците од Македонија, меѓутоа пак ќе кажам, голем дел од работниците се охрабрија, голем дел ќе дојдат со нас рамо до рамо да ги бараме овие достоинствени услови за работа и плати и покрај сите притисоци, и покрај притисоци во тип од бркање од работа и така натаму, кратење дневници или не знам што, вечер од цела Македонија ќе има луѓе. Значи ќе има и организирано да дадат. Да, ќе имаме организиране секако од сите градови преку нашите синдикални канцеларии и подружници, така што не само синдикалци и вработени членови, туку вечер подршка ќе дадат многу граѓани работници кои што не се само за минимална плата, туку велат и нашата плата што е просечна, повторно не стигнува за живот. Подршка имате и од јавниот сектор. Ќе излезат и административците на протест. Така е. Кои ви се вашите информации? Голем дел од членовите на синдикатот УПОС, кој што представува најголем дел од вработените во јавен сектор, меѓутоа и синдикатот за здравство и фармација, полицискиот синдикат и така натаму, сите тие што се јавна администрација велат дека нема врска она што го гледаме на телевизија дека волку и волку се платите, туку напротив и во судовите и во обвинителствата и во други министерства платите се повеќе од мизерни, да не зборуваме за условите за работа и даваат подршка на работниците. Мора да нагласам дека ова не е само протест на работници од приватен сектор, па приватниот дава подршка на јавниот и обратно. Рамо до рамо стоиме со сите колеги и јавен и приватен сектор, и членови и не членови на синдикатот кои што се охрабриле да дојдат да кренат глас против мизерните плати кои што моментално ги дава не само државата, туку и приватниот сектор. Со честни исклучоци на одредени работодавачи во приватниот сектор имаме ние навистина добри плати и услови за работа, но тоа се компании кои што се бројат на прсти.
Поголемиот дел кој што вели е засегнат ако се зголеми минималната плата, велиме слободно затворете, ако немате да обезбедите 400 евра плата и вие работете кај комшијата до вас за истата плата па да видите како е. Никој не затвори на назад години од тие микро и средни компании и предпријатија, како сакате кажете ги. Туку напротив, тие најголем профит остваруваат и ќе купат еден џип во текот на годината за да прикажат загуба да не дадат регрес за годишен одмор. Што повторно прави револт да сите работници и граѓани дојдат да дадат поддршка овој пат за платите. 10 дена како ја објавивте оваа вест за протестот, од тогаш ви се јави некој од властите, добивте некаква покана за средба, за договарање и така натака? Нажалост не, и мислам дека и власта свесно бега од одговорност да седне на маса да договори било што со синдикатите, имајќи во предвид дека нити па пред тие 10 дена на тој социјално-економски совет се разговарало конструктивно и реално за потребата на раст на платите. Таму некако бевме како исмејувани дека само ние бараме, дека супер се живее во Македонија. Дури и самиот премиер вели не 600, пишете дека и јас сакам 800 евра плата, како да нема 800 евра плата па сака. Многу безобразно и подценувачки, мислејќи дека они ќе го зафркнат раководството на Сојуз на синдикати на Македонија, не гледаат дека се смеат на 692.000 вработени во државата. Многу е несериозно да кажувате дека вие живеете супер и сега ќе се смееме за другиве што не живеат супер. Гласот на работникот ќе се слуша од вечер и ќе продолжи да трае се до моментот додека навистина не добие достоинствена плата, а тоа ќе го направи само ако биде рамо до рамо со работниците, да даде што поголема поддршка на тие штрајкови што ги спремаме, за да ги освестиме луѓево дека не е се така розево во државава. Да ги освестиме дека тие 2-3 евра плата што ги зимаат министри и пратеници се обезбедени токму од тие луѓе и од нивните даноци и приходи, не само од нивните. Искуството на ССМ покажува дека после неколку големи протести па успевате да дојдете до вашите цели. Оптимистите дека ќе дојдете до она што го барате? Реално сме големи оптимисти, мајќи во предвид дека историјата не само во ССМ, туку во светот покажала со една таква револуција пред собрание и влада дека се седнува на маса и тогаш се освестуваат луѓето и даваат тоа што навистина го заслужуваат. Се менуваат закони, се менуваат акти, се За потсетување, во 2022 година на претходната влада и протестиравме една година со одлука за генерален штрајк во јавен сектор. Поставивме, ако се сеќавате, на најжешкото сонце 120 празни пратенички столчиња. Не можам да кажам не дојде никој. Дојдоа 7-8 пратеници од тогашното ВМРО, денешната влада што не води, најголемата политичка партија, и дадоа поддршка на тој протест. И покрај сите во тоа време, како велеа, закани по нас или да не офарбаат не знам како, ние сега даваме поддршка. Истите тие во другава страна денес не даваат поддршка, туку велат супер се живи и нема што да барате повеќе од 400 евра плата. Мислат дека овој народ заборава за година, 2-3, овој народ не заборава за 30 години. Верувајте дека тие лоши политики на нас за 30 години помеѓу едните и другите, препукувајќи се наводно меѓу нив, го осиромаши и го иселија македонскиот народ. Не оставија да зборуваме дека се работи за 400-500 евра и супер се живее. Токму тие пратеници денес треба да дадат поддршка ако се мажи, ако се навистина на страна на работникот или на граѓанинот кој што им обезбедил убав живот и ги седнал во тие фотели, да излезат и без срам да дадат поддршка. Да видиме вечер дали само они ќе дадат поддршка. Вчера во соседното студио ми беше министерот за економија. Два пати го прашав дали ќе дојде да ве поддржи, бидејќи го представува секторот труд. Го представува секторот труд, он е надлежен за економијата во државата, избегна политички да го одговори прашањето, меѓутоа тој смета дека не сме доволно продуктивни и не можеме да имаме толкава плата колку што се бара, односно 600 евра, зголемување 100 евра на просечната или на сите други плати, и зголемувањето ќе биде од 1500 денари до 2000 денари. Да бидам искрен, внимателно го следам неколку наврати министерот за економија и труд и еве ја јавно да го потсетам дека или пазари во маркети што за нас се непознати па му се ефтини цените, или навистина смета дека 1500 денари се доволни наспроти неговата плата сега што ќе се зголеми од 1 февруар за 250 евра, или не знам друг начин како да кажам кој кого прави будала. Тоа е реалност. Министерот за економија и труд, јавно кажам, нема потреба вечер да дојде да даде поддршка, бидејќи ако сакал да даде поддршка, тоа треба да го направи во влада и да рече да, другари, еве ви рака, може да биде толкава платата, бидејќи тоа не само што го заслужуваат, го обработиле македонските работници. Истиот македонски работник, како кој ќе отиде во било која друга земја е продуктивен и ја зима тамошната плата, само во Македонија не е продуктивен. Како толку не им е срам да кажа дека македонскиот работник не е продуктивен кога 3-4 евра зима плата во Германија, во Австрија, па и во една Црна Гора, Србија, Словенија, не треба да одиме подалеку.
Секојдневно луѓе во што се селат кажуваат дека со таа работа тие се платите. Но тие плати таму, ајде да не споредуваме економии, стигнуваат и како и за да не се мисли работникот дали ќе купи денес салама кашкавал, дали ќе оди на годишен одмор со семејството, дали ќе плати комунални и сметки за струја. Срамно и безобразно е да кажувате дека супер се живее од позиција на власт и на моќ, а до пред 2 години сте го кажувале спротивното. Ги вративме сите изјави како во тоа време исто требаше да се тргнат розевите очила, исто требаше да се качи минималната плата согласно кошничката, исто требаше да се почитуваат колективните договори. Оваа влада пред 2 години прво што дојде проба да го укине општиот колективен договор за јавен сектор, за да сега премиерот вели тој веќе истечен и не важи. Потсетуваме дека важи и одредбите и истиот се применува и луѓето што тужат се добиваат по тој колективен договор. И дека истата таа ситуација се пресликува на нас за 2 години и само тоа е патот да си ги обезбедиме правата кои што сме ги обезбедиле за нашите членови. Нажалост, сето тоа е повторно на грбот на работниците бидејќи се оштетува буџетот. И велиме, уклучена е црвената ламба веќе, дајте да седнеме, не сме ние против државата, против работниците и да ја блокираме државата или да го доведеме во поголем минус буџетот. Едноставно само бараме правилна распределба на средствата, како во јавен, така во приватен сектор. А што доколку буџетот е празен? Доколку нема. Буџетот, знаете како е за нас работниците. Буџетот е бунар без дно. Он може денес да е празен, утре повторно е полн затоа што се полни од придонеси, од давачки, од не е тоа даноци, купче пари, меѓутоа. Така е. Сега ако се радуваме дека сме дошле на власт, ако се радуваме дека сме дошле на власт, зашо се радувавме за празно купче или дека ќе нема пари по дома ќе донесеме? Сега да не правиме дневни политики ефтини како што тоа сака да го каже власт и ние да станеме такви. Ние сме алергични на такви изјави, бегаме од таква одговорност. Ја не може да само двете страни кои што велат едните, што велат другите. Меѓутоа не може да се тепаш да доеш на власт за празно чекмеже и да треба од дома да очекуваме дека ќе донесеш пари. Пари има оваа држава и тоа многу, тоа се покажало наназад години. И тоа има да не може да ја доплјачка државава за 35 години, како едни, други и трети. Значи, секојдневно буџетот се полни и се празни за сервис на граѓаните и се полни од граѓаните, од нивни даноци, приходи од плата и така натаму. Не може да кажуваме нема пари. Ако нема пари, значи некој во државата ги потроши. Јас и ти не можеме да влеземе во буџетот да ги потрошиме парите. Тоа е значи не фер или недомакинско менаџирање со буџетот. И за тоа треба одговорност. Ако видиме наназад кои биле премиери, министри за економија, труд, финанси и така натаму, ќе видиме кај е вината. Не може вината да е во работникот во железара, во цементара, во шумарство или било каде со пила и со чекан денес цел ден лупа за 500 евра плати и онда е крив дека е буџетот празен или утре да му каже некој таа страна нема пари. Нема пари. Мислам, тоа се многу, како да кажам, веќе завршени приказни за нас и не може да веруваме во таа политика понатаму. Што значи генерален штрајк? Мислам, како дефиниција знам. Добро. Ке имате сила и енергија да го направите тоа доколку? Да, веќе сме го направили и се покажа дека во тоа време, заборавив да кажам, од 15.200 платата порасна на 18.000 денари. Некој го критикува и може во приватен сектор да го спроведите? Законот за исплата на минимална плата е за сите. Кој ќе се донесе таму поголема плата ќе важи за сите. Ако донесеме одлука за генерален штрајк, обезбедуваме да човекот отиде на работа и не ги извршува своите работни задачи. Само така ќе покажеме колку сме моќни и со кој притисок према работодавачите ќе ги освестиме да ги зголемат платите. Друг начин дефинитивно нема. Заврши времето на куртоазно глумење социјално-економски совет и ние бараме, они не даваат, ама они се смеат на нашите барања. Сега ќе имаме отворени седници, од улица ќе бараме, од улица нека кажат колку ќе дадат, па ќе седнеме на маса. Во спротивно нема влегување во влада и во било која институција. Излегувате со еден ваков генерален не е штрајк, односно голем протест, а следниот економско-социјален совет е најавен за недела 2? Не е најавен досега никаде, ни економско-социјален совет, ни било какви преговори, ни било каква понуда од страна на... Вчера министерот овде го најави дека за една недела 2 најдоцна ќе има. Прашањето ми беше дали ќе се појавите таму? Не верувам дека ќе се појавиме до моментот додека не видиме конкретна понуда на маса. Ако нема на маса 600 евра плата и 100 евра зголемување на плата, ќе сметаме за подценување, за повторно купување на време, повторно тестирање на живци на македонските граѓани и работници, нема потреба со такви луѓе да преговараме или за такви политики. Еден ваш колега прашав, ќе прашам и вас истото, толку ви кажат 500 евра? Они може да кажат било што, они може да донесат било што. Да, математика 600 нема, 500 нема да биде сојуз на синдикати на Македонија и работникот задоволен ни со 500 евра плата. Во прв момент кој ќе имаме и 600 евра плата, изголемување на сите плати, ако имаме повторно неконтролирање качување на цените и губење на куповна моќ, ние ќе излеземе со 800 евра плата. Се до моментот додека не некој ги заузда цените и ги стави во ред големите газди, македонскиот работник ќе биде на улица. Не се случува убаво ова што е на границите со протестите на транспортерите, сега некако на тивка или на
на мала врата ќе се обидат трговците, барем такви се информациите кои стигнаа до мене, да се зголемат повторно цените во маркетите со образложение дека стоката е на граница, не може да стигне до маркетите, се помалку има работи за продавање и тоа ќе ја зголеми цената. Очекувате дополнителен удар врз македонскиот работник? Повеќе удари од ова до сега што ги имал македонскиот работник навистина не може да очекуваме и до сега тие нефер трговски практики требаше да бидат казнети одредени ланци маркети за зголемување на цени од ракав. Имавме изјави каде што на светско ниво, не знам, се покачила сојата, кај нас јајцата од 180 иде на 400. Каква врска има сојава на светско ниво и берза со јајцата по маркетите? Или железото во Украина? На вистина доста ни од дневни политики на било кој од политичките опоненти или власт во државата. Не може да не убеди никој дека такви нефер трговски практики може да поминат во добро контролиран систем, а системот преку законите го контролира инспекција. И јас како граѓанин и работникот кој ќе плати некои цени такви, а мора да ги плати за да преживе, назад од тие казни не ги гледаме ние парите, туку тие пари повторно се слеваат во буџетот. Да направиме систем кој што строго ќе ги контролира увозните цени, цените во маркетите од домашно производство, да не може некој да направи 10-20 милиони евра профит за една година на грб на тој што мора да купи продукти за да преживее. Многу е проста математиката, само нема политичка волја да се среди такво нешто. Најверојатно спрегата помеѓу олигархијата, газдите и власта е толку тесна што никогаш нема во тој економско-социјален совет да победиме ние како представници на работниците и затоа сме таму каде што сме. Освен со сила и заби на улица, друг начин да се опаметат нема. Делот кошничките властите спомнаа дека се готови и се дадени на разгледување. Нешто стигна до вас? Не е стигнато ништо конкретно со цена. Ако ми каже мене државата со колку треба ја да внесам јајца и млеко месечно, се лаже. Ние точно знаеме со колку се живее и преживува месецот. Секојдневно ги бркаме цените во маркетите, убедливо ги бараме најефтините за да повторно ни кажат 66.500 за четворица дому, 55 квадрати стан. Ако они мислат дека има поевтина маркети или ќе протежираат некои места кај што навистина има ефтина храна, ние не ги знаеме, јавно нека ги кажат, ќе пазариме сите таму. Има продукти повеќе од нашава кошничка, цена нема. Ја ако ја пресметувам лаички таа нивна кошничка е 100.000 денари месечно. Ако сакаат да биде толку нивната и да бидат подобри од нашата кошничка, слободно нека ја презентираат, ќе ја прифатиме и ќе тераме по тие цени. Дека еднаш месечно ја објавуваме вредноста на синдикалната кошничка. Може да ни откриете како се пресметува да знаат граѓаните? Кошничката е една студија од 40 страни. Најнакратко што можам да ја објаснам, бидејќи сум дел во извршување на истата, поскапела или поевтинила толку, како се прави таа пресметка, да знаат граѓаните? Таа пресметка, уште на почетокот нова влада, паднавме во очи со тие црешни како беа грозија. Да, дека цреши во зима. Ние имаме сезонски овошја, зеленчуци, месо, млеко, јајца, струја, вода, кирија, телефон, сето она што е неопходно и минимално за да преживее едно 4-члено семејство. Како просек, статистички дека такви се најголемиот дел од семејствата во Македонија. 3 оброка дневно. Така е. И тоа сето е сведено на минимум, ако израчунате, вие имате по една чашка млеко или јогурт, по една кришка лепсо, не знам што, по 100 грама салама, кашкавал, патлиџан заедно, и дека тоа грози и цреши се во лето кој ги има кога се наевтини. Ама само во лето. Така е. Дека другите работи кои што се сезонски се со наевтини цени, тоа сега што има на раф, тоа гледаме. Ние не може да предвидиме дека јагодава од 600 денари ја има негде и таа сме ја ставиле тогаш, ќе ја ставиме кога е 50 денари, кога може да си ја дозволи секој. И нутриционистички вредности што треба да ги внесе еден работник за денеска да лупа на скеле, треба да изеде толку и толку. И сега пак ќе кажам тоа да ви го донесам во студија повеќе од мизерно, да видите колку дневно внесува еден работник за да четворицата со сите давачки месечно не чини 66.000 денари. Дека таму еден тон работи си сврлени ради луксус. Дека таму нема карта за театар или кино или да уживате вие со семејството во ресторан. Ниту приватен лекар. Има, каков приватен лекар, тоа 3 лекарства има од државните што се на листа, зашто не дај Боже да настинете 100 евра една настинка за семејството. Нема ниту такси, ниту сопствено возило. Нема такви работи, има јавен превоз, има дечиња во основно училиште што исто така минимум колку коштаат работите за нив и да не ми избега мислата, тоа е навистина минимум со кој не се може да се живее во месецот, а не со колку македонскиот работник ќе се луксузира. И сите тие ставки, имајќи во предвид дека сме обезбедиле регрес за годишен одмор, велиме семејството барем 7 дена да отиде на годишен одмор во текот на годината и избравме најефтин дојран, 7 дена бунгалов, 10.000 денари за четворица. И тоа е луксус.
Немаме ние викенди во Грчка, немаме ние не знам какви продукти кажуваат. Папаја, индиски ореви и лосос немате? Нема ништо тоа во собрание во влада во низите ги има. Нажалост нема ништо од тоа, а треба да има бидејќи и тоа го заслужува работникот кој што допринесува за оваа држава, но нема. Премиерот во едно интервју вчера на телевизија спомна дека овој протест е веднаш по конгресот на СДСМ и има поврзано со опозицијата. Се договоривте со СДСМ веднаш по конгресот да организирате протест? Искрено пред цела македонска јавност, кажувам, барем јас, за мене можам да зборам, нити знам, нити пратам, нити кога имале СДСМ или кој да имал конгрес во државата. Нити па раководството на ССМ некогаш сме ставиле на дневен ред одредени случувања во државата па да ги поврземе или избегнеме тие датуми. Многу е, како да кажам, безобразно да кажете дека е некој од таму поврзан со било која политичка партија, најмалку па СДСМ. Многу не поврзуваа повеќе со левица, меѓутоа не знам, изгледа не поврзуваат веќе затоа што видоа дека и левица си политичка партија. Маровци, сега сте СДСМовци. Ете така. Нити пратиме кој кога што има, туку едноставно кога одредуваме време и место, тоа го соопштуваме на јавност и го правиме на улица. Ниту па не интересира кој кога дошол на власт или кога треба да се замине. Ние не сме политичка партија вечер да се бориме за да дојдеме на власт. Ние сме само еден коректор на било која влада, како превентивна мерка докаде треба да одат и смеа да одат тие од другата страна, а не да кажуваат како од оваа страна треба да се живее и со колку може да се живее. Тоа е единствено што можам да го кажам на јавност. На крајот, односно на средината на идниот месец, функционерите добиваат 250 евра според законот за именувани и избрани лица, така? А да. Работниците 2000 денари. Тоа е исто голем проблем што сите закони се применуваат и важат само за избрани именувани функционери, а никако за работниците. Тој закон доследно си го применува, тој закон никогаш не отишол на уставен да се види дали е уставен или не. Добија 78% покачување плата, па уште 1% 79, 1 февруар ќе добија 250 евра наспроти нашите 25 евра и тоа се е супер од нивна гледна точка и тоа е, законите се за да се почитуваат. Но никако не може да дозволиме дека законите се Куранот или Библијата, па не смееме да ги отвориме. Ако сакаат да покажат дека се народна власт, нека ги намалат нивните плати без да поднесуваме ние амандмани барања за 78%, да видиме сите како може да живееме со 25.000 денари и да креираме нови политики доколку овие веќе не чинат. Таа е сумата која што ја добиваат околу 40.000 работници. Половина би дошла вечер на протест? Кои се информациите? Имаме доста најава дека многу работници ќе дојдат, како од јавен и од приватен. Бројката сега не е убаво да ја кажуваме затоа што ние не ја знаеме. Колку повеќе дојдеме, нашиот апел е толку повеќе дека ќе добиеме. Меѓутоа колку ќе се охрабрат ќе видиме вечер и ќе ги видиме чекорите од утре натаму. Се надевам дека барем тие што се на минимална плата, како најзасегнати ќе дојдат доста што ќе дадат солидарна поддршка и покрај високите плати дека се еден ден во чевлите на тој работник и дека не се живее со 25.000 денари. Има најавено и пензионери дека ќе дојдат и студенти и останати организации кои што посебно никој со покана не е викнат. Улицата е на сите, повторувам. Ова е револт и работнички протест кај што не треба да се лепат политички елити и опоненти, власти и така натаму, и дека незадоволството ќе биде искажано токму од работникот и чекорите кои што ги превземаме ќе бидат токму во интерес на работникот и на никој друг. Секој си има организации, нека си се бори. Нашата организација е достоинствен труд, достоинствена плата, безбедни услови за работа и сето она што го заслужува македонскиот работник за да остане тука да гради економија, а не да оди надвор со првиот автобус од утре натаму. На неколку протести на кои што сум присуствувал имало средба кога луѓето ќе се соберат пред влада да бидат повикани од владени представници, вице-премиери за економија, премиери. Дали доколку се случи такво нешто ќе прифатите средба и ќе влезете во владата вечер да преговарате уште? Вечер од тие ставови на органите и телата кои што се донесени на Сојуз на синдикати на Македонија и да се случи такво нешто нема да влеземе, повеќе од сигурно. Меѓутоа нагласувам дека тешко да влеземе и од утре натаму доколку навистина нема конструктивни и реални предлози на маса. Само исмејување или купување на време за нештото да се заборави нема да помине овој пат. А дека некој ќе отвори вечер во 7 портите од владата за да влеземе да разговараме културно на маса како што доликува на една влада, на едни представници на работници и работодавачи, тоа не очекувам дека ќе се случи. Пешевски, телевизија 24 ќе го проследи денешниот протест, ќе бидеме таму со нашите новинарски екипи, па благодариме на поддршката и се гледаме вечер. И благодариме на можноста да помогнеме за подобрување на стандардот на македонскиот работник. Ти благодарам што денеска беше дел од Студио 10. Благодарам на можноста.
Почитувани, овде завршува првиот разговор, ќе одиме со реклами, па потоа доаѓаме со вториот разговор, каде што ќе зборуваме за мюзиклот Као Какао, инспириран од музиката на големиот Владко Стефановски.